Летка Димовска-Полизова е основач, диригент и раководител на женскиот камерен хор Света Злата Мегленска. Во својата кариера, таа раководела и со повеќе други хорови, како детскиот хор при Македонската радиотелевизија, мешаниот младенски хор Кочо Рацин, камерниот хор при Соборниот храм Свети Климент Охридски. За својата работа, таа го добила и признанието најуспешна жена диригент во Македонија. Длабоко сум почестена и горда што ја добив наградата за животно дело, наградата 11 октомври. Честа е неизмерна, чувствата се интензивни и се уште немирни. Овој начин на препознавање на мојата успешна работа, што ми ја доверило Министерството за култура и туризам, представува искрена почит и признание на целокупниот мој долгогодишен труд. Зашто тој препознаен и награден индивидуален труд се вградил како значаен сегмент во општествениот живот на нашата татковина. Прво би сакала да искажам срдечна благодарност на предлагачите и поддржувачите кои ме номинираа. Исто така би сакала да им се заблагодарам на многобројните соработници и членови во хоровите. Мешан хор при гимназијата Јосип Броз Тито од Кавадарци, потоа младенскиот мешан хор Кочо Рацин, детскиот хор Златно Славече, детскиот хор при Македонската радиотелевизија, црковниот хор при Соборниот храм Свети Климент Охридски, а најмногу на женскиот камерен хор Света Злата Мегленска од Скопје. Ви благодарам за секој поминат момент, беше убаво да патувам со вас до успехот. Најважно од се би сакала да им се заблагодарам на моето семејство, на мојот сопруг, мојот син и фамилијата. Вашата огромна поддршка, љубов и разбирање беа непроценливи за мене во текот на ова долгогодишно и чинам успешно патување во областа на уметноста. Ви благодарам што бевте со мене низ сите предизвици и радости што ги носи диригентската кариера, која е доста комплексна, тешка и одговорна. Затоа ќе речем дека ова награда не е само моја, туку и за сите вас кои и нас, кои верувавме во мојта на успехот и важноста на уметноста. Ќе продолжам да работам на ист начин, па дури може би малку подобро. И се надевам дека ќе продолжиме да се охрабруваме едни со други, за да го реализираме нашиот професионален потенцијал во областа на уметноста. Иво Јанковски е музички продуцент, човек кој остави траен белег во македонската култура и музичка индустрија. Јас кога пред отприлике 40 на години ја напуштив, да речам, безбедната позиција на директор во една од банките скопски, за да станам менаџер на група Телевизол, имав голем проблем да се разберам со средината околу мене, бидејќи тоа се сметаше као некакво назадување. Јас лично сметав сосем обратно, дека тргнувам во отворам нова страница во мојот живот, дека тргнувам во она што го сакам и она што е посветла перспектива за мојот живот, зборувам. И нели можев да сонувам тогаш дека еден ден таа одлука ќе ми донесе едно вакво признание, да речам најголемото државно признание, што наистина ми е особена чест. Во меѓувреме, после Ебисол, јас имав приликата да соработувам во соло кариерата на Владко Стефановски, со групата Анастасија, со легендарната Вања Лазарова, со најдобриот наш артист во електронската музика, тоа е Кирил Џајковски, со Дарко Димитров од поп музиката во проектот М2. Потоа работев книги, јас издавам веќе 20 на години една едиција посветена на Македонија, почнав да работам и кратки филмови кои има релативно добри успеси на некои меѓународни филмски фестивали. Бев промотер на македонската музика скоро 15 години на најголемиот сајм за музика во светот, Миден во Кан во Франција. Има уште тука многу работи кои не се гледале јавно, но сега зборам за она што јавноста го знае. Всушност и мојата позиција во сите овие соработки со македонскиве најпознати македонски најуспешни уметници била човекот во сенка, човекот во позади сцена, и тотолку повеќе сум среќен и изненаден што
кој год да решил да ми ја додаде оваа награда во таа комисија, и благодарам што успеале да ја согледат улогата и на тие луѓе кои се позади. Затоа што за успехот на било кој што го гледате на сцена, кој год да е тоа на светско ниво, од светско па до локално, стои тим, стои екипа, стои машинерија. Никој не станал сам од себе звезда, нити наполнил стадиони, нити продал милионски тиражи самиот. Тоа е една машинерија која работи деноноќно и веројатно тоа резултираше со тоа што јас покасно почнав да работам и со Македонската опера и балет, има прилично успеси со нив насекаде во светот. Имав и неколку гостувања со прима балерината Александра Мијалкова на некои познати светски балетски сцени. Така да тоа, сега да кажам, и таа улога во целиот тој ентертейнинг бизнес е прилично значајна и некој ја препознал и за среќа сум што добив награда. Државната награда 11 октомври се доделува на денот на востанието на Македонија. Со неа се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, културата, стопанството и во други дејности од јавен интерес.